Здраво да родовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за ферментација. Сега во минатото видео видовме дека при процесот на глуколиза шеќерот, односно глукозата, стигна до пируват. Така, сега, пируватот, зависно дали имаме аеробна или анаеробна средина, може да се разгледа на два различни начини. Значи, едниот е ако има кислород, значи тоа е аеробен начин, а другиот е ако нема кислород. Така, ако нема кислород, тоа е анаеробен начин. Ние сега значи ќе збориме за овој, за анаеробниот начин на разградување. Сега ние го користиме како луѓе овој начин, не го користат само растенијата, но ние не го користиме толку често. Сега интересно е да се помине дека овој начин на разградување се користи од микроорганизмите, особено квасците, кои бидејќи на ваков начин сушто се прави алкохол. Ќе видиме овој анаеробен начин може да се добијат два патишта, каде што едниот ќе се добие млечна киселина, во другиот ќе се добие етанол. Така, и овој каде што се добива етанол, тука ќе направиме млечна киселина, ова е всушност како се добива алкохол. Така, основниот процес. Добиваме етанол. Значи, анаеробен начин на разградување пируватот и плюс добивање на етанол, односно ова се нарекува ферментација. Значи, анаеробниот начин на разградување се нарекува ферментација. А ако користиме кислород, тоа ќе го видиме понатаму во некој видео, тоа се нарекува Кребсов циклус. Значи Кребсов циклус и ќе го видиме понатаму, сега не мора со тоа да се замарате. Сега ќе разбориме подетално за ферментација. Сега видовме дека во глуколизата, всушност освен што добивавме две молекули АТП, исто така добивме две молекули НАДПХ, односно НАДХ, немаше П. НАДХ. Сега, ова е НАДХ, бидејќи немаме кислород, сега ќе збориме за ферментација, не може да се оксидира така лесно и ако се насобере може да прави проблем, така да го искористуваме на некој си начин во ферментацијата. Сега, првично ќе започнеме со алкохолна ферментација. Значи, ајде сега ќе започнеме со пируват, каде што пируват е всушност ваква, има хемиска формула. Тука имаме COO- и овдека доле имаме CH3. Значи, ова е пируват. Сега, овој пируват под дејство на пируват декарбоксилаза, значи декарбоксилаза се отстранува CO2, се добива ацеталдехид. Сега, ацеталдехидот всушност има CH3, тоа таму ќе си остане всушност исто, COH. Значи, всушност сме го отстранили ова тука CO. Така, тоа е CO2. Само нормално сме ставиле Х, за да биде С исполнета валентноста на јаглерониот атом. И ова, како што реков, е ацеталдехид. И сега овој ацеталдехид под дејство на алкохолна дехидрогеназа, алкохолна дехидрогеназа, каде што всушност се користат две молекули на НАДХ, тие кои ги добивме од глуколиза, и ќе станат НАД. НАД, всушност сме користале две молекули и две молекули НАД+. И сега, тоа што ќе се добие, всушност е етанол. Значи, етанол имаме CH3, CH2OH. Сега, од минатата молекула можеме да видиме дека всушност имаме два водорода повеќе. Еден водород и овдека имаме уште еден водород повеќе. Во минатата молекула имавме само еден водород, така? А овдека се имаме тука H2 и овдека имаме уште еден водород H. Значи сме добиле два водорода. Еден овде и еден овде. И поради тоа нели се користат две молекули НАДХ. Значи овој овдека водородот што е од НАДХ, бидејќи имаме две молекули, сме добиле два водорода и сега имаме етанол. Алкохол. Сега ќе видиме млечно-киселинската ферментација, каде што исто започнуваме од пируват, но вака ќе направам сега полга стрелка. Користиме всушност лактатна дехидрогеназа. Значи, ајде дека ќе ја запишам и ќе видиме всушност што е разликата во процесот. Значи, користиме лактатна дехидрогеназа. Кај алкохолната ферментација, всушност имавме алкохолна дехидрогеназа, кај млечно-киселинската ферментација имаме лактатна дехидрогеназа.
И повторно овдека се користат две молекули на Е на ДХ кои преминуваат во Е на Д. Плюс. И што се добива на крај? Така, се добива всушност CH3, CH, OH и овдека имаме C со O. И всушност овие, сега што ќе брежам со сина боја, се двата водорода кои ги добиваме. Тој водород таму и овој водород тука. Тие значи се двата водорода кои ги добиваме од овој тука Х, од една ДХ. И оваа молекулска формула на лактат, значи ова е лактат, се разликува по тие два водорода од пируватот кој го започнавме. Така, значи ја видете формулата и овдека пируватот. Значи овдека се додало водород и овдека се додало водород. И тоа е формулата на лактат. И оваа двојна врска се раскинува и сега има само единечна врска. И така од пируват всушност се прави млечна киселина. Лактат на дехидрогеназа и добиваме лактат. Сега единствениот процес, единствената разлика е, мислам, добро, се добива различно соединение на крај, но кај алкохолна ферментација, значи имавме уште еден меѓупроизвод, ацеталдехид, додека кај млечно-киселинска ферментација немаме меѓупроизвод, едноставно од пируват идеме директно во лактат. Сега, како што реков, при овој процес слушно се добива етанол и лактат, кој може да му се потребни на растенијето, но ова исто се случува, нели, кај нас, значи може да се направи млечна киселина, затоа може да болат мускулите, бидејќи уште немаш доволно кислород, например, ако правиш голема физичка работа. Но имаше едно заболување, имаше еден човек каде што всушност целиот шекер што го внесува пируватот му се разградуваше до етанол, му ферментираше и он може да јаде леп и се опијанува, значи од јадење леп, бидејќи самиот си прави етанол. Но најмногу овој процес значи се користи при производство на алкохоли, значи вина со користење на квасци. Сега кај растенијата, иако може да го одвива овој процес, најчесто не го одвива, не се одвива, едноставно се одвива кај семињата, значи кои се наоѓаат под земја и они немаат кислород, така кислородот, односно воздухот не доаѓа до нив. Сега може да поминува низ некои мали празнини и стига некој си мало количество, но главното е многу малку или пак нема развиено ензимски комплекси со цел да се одвива крепсовиот циклус и поради тоа се одвива ферментацијата. Се додека нормално не порасне, така се додека не порасне и не излезе и понатаму нема веќе да се одвива ферментација. Добро, тоа беше се за ова видео и нормално како што реков, за сите овие видеа за кои зборам во биохемија ќе зборувам подетално. И така, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.